Здраво на сите, започнува новото издание на нашиот подкаст, 14-та епизода поред. Денешната тема е постот, актуелни се великденските пости, па поради тоа и одлучивме да позборуваме нешто за постењето, како феномен кој што е поактуелен кај сите наши граѓани, што од здравствен, што од духовен аспект, а за тоа најповикан да говори во нашата клиника е мојата колешка Татјана Павлова, која што е нутриционист во клиника Жан Митрев и која што по втор пат гостува во нашиот подкаст и секогаш низините разговори се доста интересни, поучни, зашто имаме потоа прашања од вас, одговори, а секако на крај ќе ве повикаме и на средба со нас, со неа, во нашата клиника, доколку сакате да чуете нешто за здравата исхрана, балансирана исхрана, начин на постење и сите оние нутритивни аспекти од вашиот живот кои што ви се нејасни или ви треба потреба за некаква помош. Добро дојде, Татјана. Добро ве најдов, поздрав до сите што не следат во моментов. Так, јас знаев зашто ќе зборуваме, веќе се договараме една недела отприлика зашто се одлучивме за постот како тема. Затоа што се наоѓаме во период каде што почнуваме да го практикуваме најстрогиот и најдолгиот пост во христијанството, тоа е великденскиот пост. Да. Сега постот како феномен, како начин на живот е се позастапен, чинам и кај младите луѓе, што од здравствен, што од религиозен аспект. Вие во вашата пракса често пати се соочувате со луѓе, пациенти кои што ве прашуваат дали смеат да постат, дали не смеат, што значи постот за мажи, жени, возрастна група и слично, но еве за почеток да го дефинираме што значи постење, не јадење на мрсна храна или е нешто пошироко? Па јас би кажала една дефиниција дека постот представува духовно и телесно исцеление кое што е вкоренето со векови во христијанската религија. Поради тоа завземе и толку клучно место во нашата традиција. Кога спомнавте во однос на кој ми поставува прашање или кој ми се обраќа дали да пости, како да пости, кој е најправилниот начин, би кажала дека во христијанството имаме неколку начини на постење, особено кога станува збор за овие големи пости, меѓу кои би го вброила и божикниот пост. Значи, кај нашето население познате првенствено и покарактеристичен за великденскиот пост, постот без масло или постни јадења сготвени само на вода. Да, тоа е оној пост кој што е, да речеме, најригорозен или најстрог. Да, што значи во конзумација за еден човечки организам таков пост? Сега тука морам да ги разграничам од верска гледна точка и од здравствена, и од нутритивна гледна точка. Значи постот на вода што представува за религијата и христијанството, значи првенствено они тоа го дефинираат како духовен чин, каде што не треба само од храната да се оттргнеме, туку треба и во нашиот начин на однесување малку умереност и воздржаност. Додека од нутритивна гледна точка, постот на вода или постот без масло представува консумација на цели плодови или храна направена, односно сготвена само на вода, без додавање на масти. Да, колку е ова доходовно за еден организам, еве да речеме од здравствениот аспект, од нутритивниот, колку е можеби и опасно ако предолго трае. Кој е вашиот совет како нутриционист? Мојот совет како нутриционист е секогаш да ја гледаме индивидуата и незините потреби. Значи начинот на кој што живе. Порано во минатото би кажале, значи великденскиот пост се обрнувало внимание многу повеќе, цели фамилии традиционално постеле, се постело без додавање на масло, меѓутоа тука биле отстранувани дури и намирници кои што содржат во себе масти. Меѓутоа, во минатото животот би рекла дека бил малку поспор, повеќе дома се седело и така натаму. А денешното темпо и начин на живење, овој брз начин на живење, нас чинам дека не ни дозволува едноставно да можеме толку да се посветиме и да имаме еден таков вид на строг пост. Па поради тоа како нутриционист, и доколку ја видиме она основна единица клетка како функционира, значи нас не се потребни сите макронутриенти, и протеини, и јаглени хидрати, и масти.
Ова го кажувам генерално како нутриционистички став, не би сакала да се помешам во верските начини на размислување за постот. Значи, моje мислење, односно нутритивно мислење е дека на телото му треба све. И доколку еден макронутриент отстраниме, ние веќе телото го доведуваме до ризик првенствено да му недостасува можеби некој витамин или да го доведеме во некој друг дефицит и така натаму. Па од оваа гледна точка кога ќе ме прашаат многу често дали авокадото или семињата или јаткастите плодови, тоест ни се намирници кои што содржат поголема количина на масти, дали може да бидат застапени во постна вода, јас би се сложила дека доколку се консумираат цели плодови. Зошто да не? Што значи тоа дека? Значи доколку авокадото го пресечеме и го ставиме во некоја салата или направиме еден, еве пример ќе дадам, свеж намаз со макдонос и лимон. Значи тука ние немаме од страна додадено масло, немаме од страна додадено маргарин или постни варијанти на мајонез кои што нас ни се достапни веќе во маркетите. Значи заклучок една поизворна храна, значи, без многу обработка. Чиста свежа храна обработена само со вода. Да, според вас колку е тоа полезно за организмот? Да не зборуваме дека колку е тоа можеби опасно после долго време, но колку е полезно човек од време на време да се испости. Како да кажем? Јас би рекла дека и не случајно верата ни ги налага. Неколку пости имаме подолги во текот на годината, меѓутоа великденскиот велиме дека е најдолг и најрестриктивен би кажала. И тоа не е случајно. Значи мораме некогаш на телото да му дадеме оддишка, мораме некогаш телото да го ослободиме од вишокот. И има низа бенефити. Значи веќе и науката ги потврдува тие бенефити. Првенствено, еве би наброела неколку, кога ги збориме мастите, еве би кажала дека првенствено постот, правилниот пост вела. Значи без повторно пржена храна, без храна од кесички што велиме што се купува од маркети, чипсови, смоки и некои други преработки, без храна со додадено палмино масло, маргарин, значи штетни масти, и како би имала полезно дејство на општиот липиден статус на еден организам. Значи би се намалиле триглицеридите, лошиот холестерол, значи одредени витамини кои што се раствараат во масти, полесно телото би ни ги растворило, тоа се витаминот Д, витаминот Е, витаминот А и К. Значи витамини растворливи во масти, значи едноставно ќе го ослободиме телото и многу подобро ќе може да функционира. Да. Втор момент, значи тука би спомнала кај популација со преддиабетес. Значи бидејќи внесуваме храна богата со диететски влакна, автоматски тие диететски влакна ни држат подолго време ситост и имаме побавно ослободување на шеќер во крвта. Меѓутоа во оваа категорија секако и лекарскиот надзор би го препорачала да не биде изоставен. Трета категорија, и што многу често ме прашуваат, особено кај помладата женска популација, дали ќе ослабам. Да, постот најчесто се поврзува кај женската популација со слабење и најчесто ослабување, значи губењето на телесна тежина е мотив да се пости. Колку е тоа исправно, колку е погрешно, колку вие го препорачувате? Ако правилно го применуваме. Што значи правилно? Значи, сложени јаглени хидрати, односно интегрални житарки. Втор момент, извор на протеини. Во текот на денот нас не се потребни протеини, бидејќи во самиот пост ние животинските протеини веќе ги немаме. Значи мораме да се надополниме со друг вид на протеини. Тоа се растителните протеини. Па тука се мешунките, јаткастите плодови, семињата кои што пред малку исто ги спомнав. Значи не само што содржат масти, тие содржат и протеини, тие содржат и диететски влакна. Одредени содржат и омега-3 масни киселини, кои што исто така не се многу значени за правилна работа на кардиоваскуларниот систем и липидниот статус во телото. После тоа, значи хидратација, значи водата не смееме да ја заборавиме, меѓутоа би тука посочила многу често популација трпи глад и пие многу кафе. Значи, каде е тука грешката? Тука е посебно грешката во оваа урбана средина. Каде што луѓето седат во канцеларија, пијат неколку кафиња со цел да го одложат. Да, меѓутоа правиме хормонски дисбаланс. Значи, кафето сепак има влијание на покачување на кортизолот или хормонот на стресот. Па првенствено можеби тоа би ни се рефлектирало да имаме несоница.
Значи да си го нарушиме сонот, да почувствуваме раздразливо срцебиење и така натаму. И отприлика некој мој совет би било кафето да се ограничи на 2 кафења дневно. И нормално, тука веќе не додаваме млеко, ако сме љубители на варијанти на кафе каде што додаваме млеко. Автоматски калориската вредност ја намалуваме. И пак ќе кажам, со правилен избор на намирници и како ќе се навратам на темата, постот може да ни помогне да ја намалиме телесната тежина. Да, а колку е дозволено еден пост максимално да трае во денови, да речеме? Дали вие имате некакво правило како нутриционисти, како ФЕЛА, нели? Или тоа се одлучува персонализирано од човек до човек, нели, кој со какви потреби е и каква физичка здравствена состојба е? Верата вели, конкретно великденскиот пост трае 7 недели, меѓутоа од нутритивна гледна точка јас би кажала да имаме индивидуален пристап, затоа што има популација која што навистина сака да ги практикува постите, меѓутоа медицински тоа не е оправдано поради хроничните состојби со кои што телото се соочува. Затоа би кажала и дека и на почетокот го споменавме тоа, дека имаме неколку начини на постење, не значи само пост без масло, имаме пост каде што додаваме масло, имаме пост, односно во христијанството во одредени денови е рибата вклучена, дозволена. Меѓутоа, доколку телото има потреба, јас би направила план за исхрана каде што би била рибата и почесто вклучена и така натаму. Затоа ќе речем, индивидуалниот пристап секогаш е најдобар. Да, кога станува збориве за различните категории на луѓе, мажи, жени, деца, дали има разлика во практикување на постењето? Дали веќе вас доаѓаат и деца кои што се гојазни и возрастни, еве па и бремените жени да ги земеме во предвид, како би ги поделиле овие категории, што би ги советувале кога станува збор за пост? Веќе спомнавме неколку 2 категории кои што не препорачуваме постење. Значи не секој смее да пости. Диабетичарите или грешно? Прво бремените жени ќе ги спомнам. Значи они се во период кога имаат многу поголема енергетска потреба. И ние кога им кратиме одредени намирници, односно кога ги водиме во дефицит, може и телото да се соочи со пат прво на витаминско-минералниот статус, нив им се потребни протеини и така натаму. Ова е многу битно за идните мајки, така. Точно. Да. Втор момент, децата и адолесцентите. Исто тука имаме забрзан раст и развој. Кај нив не смееме да кратиме ние и да ги ставаме во рестрикции. Значи, кај нив може нешто што би советувала е само правилен и избалансиран начин на исхрана. Меѓутоа не смееме млечни производи да скратиме, не смееме месото да го скратиме и така натаму. Можеме да направиме план каде што растителната храна би била повеќе дозволена. Меѓутоа, односно во чинијата да биде позастапена повеќе растителната храна, но другите намирници не смееме да ги скратиме. Да ги избегнеме. Диабетичарите кога ги спомнавме, значи они можат да се соочат со хипогликемија, што не е пожелно за нивната состојба. И кај диабетичарите многу често се случува да побараат дозвола од духовникот или свештено лице во црквата да им дозволи да постат, меѓутоа да бидат вклучени јајцата и млечните производи. Зошто? Затоа што на таа категорија за стабилен шеќер во крвта им требаат повеќе протеини. Да, дали вие како нутриционист, освен религиозните препораки, би го дозволиле тоа? Да. Така и вие како би изреагирале доколку многу нормално. Значи, прво не би препорачала еден диабетичар да пости, токму поради тие нагли скокови на шеќерот во крвта, затоа што сепак постната храна во глобала, ако ја разгледаме, е храна која што е богата со јаглени хидрати. Најчест извор, како извор на енергија, велиме мастите и јаглените хидрати на нашето тело му даваат енергија. Протеинот му дава протективна, односно градбена улога. Па, постната храна е повеќе јаглехидратна, еве, дури мешунките да ги земам како пример, како најголем извор на протеини од постната храна, тие содржат и добар процент на јаглени хидрати. И од таа гледна точка не би препорачала кај диабетичарите постење, но доколку е навистина нивна желба и се чувствуваат дека можат да го издржат тоа, сепак со плюс вклучена намирница. Рибата апсолутно би ја вклучила тука кај нив во исхраната.
и некои од млечните производи. Да. Кога станува збориве за возрастната група, Да. сите ние што поминеме 40-та, 50-та година, веќе чувствуваме малку можеби позабавен метаболизам и малку таложење повеќе масти тек тук вамо или таму. Така? И треба да се обратиме кај вас. Што би ги посоветувале еве луѓето кои што се околу 50-та, кога веќе се во фаза да малку се погојазни. Да, веќе и се постепено и со седечкиот начин на живење метаболизмот успорува. Така, да. На некој начин би кажала. Пак ќе се навратам на индивидуалниот пристап. Значи, секој организам си има своји индивидуални потреби. Не значи оно што одговара како начин исхрана за мене дека ќе одговара и за вас. Поради тоа, кога правиме еден нутритивен преглед во клиниката, почнуваме прво од мерења. Веќе во нашата клиника имаме и софистициран уред, кој што ќе ни даде малку подетална анализа на композицијата на телото, каде што можеме да измериме не само килограми, да го пресметаме body mass индексот, туку уредот ќе ни овозможи да видиме дали телото има задршки на вода, кој процент ни се висцералните масти, она што го кажавте после 40-та или 50-та година, обемот на стомакот. Малце се зголемува, каде подискретно, така, каде драстично. Значи, можеме да ги измериме висцералните масти, до кој степен се И сега ова го правиме во клиника Жан Митрев, да потенцираме да. Го правиме во клиника Жан Митрев. Колку е тоа, каква е таа процедура? Рековте дека тоа бргу се прави со значи, со еден апарат? Со еден апарат. Неинвазивно претпоставувам. Еве јас не сум бил, ама значи на апаратот ни дава информации за сите овие параметри. Значи, застануваме, имаме едноминутно мерење и комплетно добиваме композиција на тело. Значи, во тој апарат може да ни даде и каков ни е минералниот статус, дали ни недостасуваат минерали, дали ни недостасуваат протеини, каква е нашата мускулна маса. Значи, на што треба ние да работиме, дали на намалување на килограми или можеби, доколку некој се соочува со подхранетост, би ни дало и колку килограми треба да зголеми. Значи, дури и оние кои што се, да речеме, во дефицит, од телесна маса да. или... Значи, може да ни даде информации и врз основа на тие информации, после тоа, јас како нутриционист би пристапила кон индивидуален план за Тоа веќе го правите, чини, тоа веќе го правиме. Клиниката, да. Така, Еве, чисто да појасниме како се вика ова услуга, ова барањето, колку некој сака да... Значи, нутритивно советување, каде што се добива комплет нутритивен преглед со план за исхрана. Значи, тоа е најчестото барање од клиентите, меѓутоа имаме и консултативни прегледи, имаме доколку некој сака само да биде мерен на уредот и така натаму. Да, колку ќе бидете вие поактуелна во иднина, еве, вака подолгорочно гледано, со оглед на тоа дека начинот на живот на луѓето, еве и на овие нови генерации кои што доаѓаат е се по седечки, по пасивен, по во наводници кажано неприроден. Кој е бранот што го чувствувате, еве, кај луѓето? Верувам дека и свеста и потребата за здрав начин исхрана кај населението расте, а ние сме тие оние кои што треба да го промовираме здравиот начин на исхрана, значи, да не дојдат кај нас претходно да реагираат. Да, точно. Јас би кажала, би се навратила, еве, кога збориме за една композиција на тело, од што прво тргнуваме, за да знаеме дали одредена индивидуа треба да намали килограми. Кај секој се пресметува најпрво body mass индексот, тоа што представува. Значи, тоа е една проста равенка, однос меѓу возраст, висина и тежина. И кај секоја личност треба тој број да биде до 25 или да има body mass индекс 25, за да кажеме дека е во нормална телесна тежина или нормална исхранетост. Се што е над 25 до 29 го водиме во категорија на здебеленост и тука е алармот. Веќе body mass индекс над 30 се соочуваме со обезитет, значи прекумерна телесна тежина. Тука е веќе и повеќе од неопходен нутриционист. Меѓутоа, алармот, кога ќе приметиме дека сме над онаа граница 25, веќе е пожелно да се обратиме барем на еден консултативен разговор кај нутриционист. Да, колку долго би траело едно третирање на пациент кој што е гојазен? Мислите време зависи временски од советување, прегледи,
Сепак зависи тоа и од прегледот самиот... трае 1 час, од прилика. Тука ги правиме мерењата, ги разгледуваме навиките кои што ги има клиентот, се договараме што да се, значи првични совети тука даваме, што да се отстрани, што да се вметне, а за неколку дена откако ќе биде планот за исхрана според нивни калориски потреби, дали треба во дефицит да оди или во суфицит, значи кога ќе го добијат индивидуалниот план за исхрана, веќе треба да пристапат кон апсолутна негова примена и првата контрола да биде за 1 месец. Но, колка временски период нам ќе ни треба за да ги намалиме килограмите, пак е индивидуално. Но, доколку се соочуваме, велиме со body mass index 30, значи минимум 6 месеци за да ние видиме некаков ефект. Меѓутоа, тоа значи и некаде 80 до 90% почитување на сите оние насоки кои што ќе ги дадете. Кои што ќе ги дадеме и кои што се изработени во индивидуалниот план за исхрана. Така, неколку пати така се гледаме низ клиниката и кога зборувам со вас, вие ќе ми кажете па треба да се видам и со семејството на пациентот. Да. Зошто со семејството? Вообичаено тоа е со ситуации за лежачки пациенти. Значи, јас како нутриционист исто така имам улога и во оние пациенти кои што се во постоперативно опоравување, а исто така и оние кои што се третирани од дебелина. Да, колку е битно семејството, обкружувањето за еден пациент кој што има проблем постоперативен или од бојазност, да биде вклучено и семејството, што значи тоа? Значи навики на купување на купување на храна, така готвење и слично. Сепак не може сам да успее. И кога ќе ми се обратат и родители на дете, јас велам сменете си ги навиките во семејството, па на детето ќе му биде полесно. Истото и со пациентите се случува. Додека се под наш надзор, ние во клиниката многу добро и точно знаеме што им даваме како храна, меѓутоа проблемот е кога ќе си одат дома. И многу често и семејството вика, добро, ама дома кога ќе дојде што? И заради тоа, јас прво нив им ги давам насоките, а после тоа секој специфичен пациент кој што има потреба кон одредени нутритивни корекции, би кажала, или начин на исхрана, од мене добива на отпуст план за исхрана, кој што семејството треба да му помогне полесно да го практикува. Така. Кои се најчестите грешки што се прават при одреден пост или при одреден начин на исхрана што е препорачан од вас? Ако се навратиме на постот, генерално, најчеста грешка што се прави е консумирање на намирници од пекара, би кажала. Значи, тоа ми е најлесно, ќе поминам покрај некоја пекара и ќе си купам некој пecivo. Посно е, ќе го купи и... Што значи тоа? Што му прави на организмот? Сите такви гевреци, банички, ако купиме едно лиснато пecivo, значи тоа е подготвено со добра количина на маргарин. Солидна. Солидна количина на маргарин, така. Нам ни е толку тоа вкусно и така натаму. Сепак е посно, така, посно, сепак е посно, да. Меѓутоа, значи, освен трансмасти и значи намирници со висок гликемиски индекс нутритивно не содржи ништо друго. Нити има диететски влакна, нити има доволно протеини, се она што му треба. Штетата што е? Да. Штетата е, наместо да излеземе со минус килограми од постот, ќе излеземе со вишок килограми од постот. И ќе дојде момент да речеме, едва чекам постот да заврши да можам да јадам како човек. И што правиме тука? Ќе заврши постот и ние наеднаш се префрламе на мрсна храна, тешка храна, каде што му правиме втор шок на телото. Значи, што е доста исто така опасен како и претходно кога сме така. Значи, па најчесто после великденските пости од јајца знаат да се јават одредени заболувања на дигестивниот систем, одредени состојби, одредени бактерии кои што се во јајцата, кои што ние сме ги консумирале. Имаме прејадени истично по амбулантите. После тоа, значи, наеднаш го покачуваме нивото на холестерол. Значи, многу брзо може тоа да се случи. Трет момент кој што би го тука посочила е дека го оптоваруваме телото. Значи, од една состојба го водиме во друга состојба. И дури би препорачала и секогаш препорачувам.
кога ќе менуваме начин на исхрана, односно сега кога престануваме со консумација на храна од животинско потекло, преминуваме на консумација храна од растително потекло, да се користат пробиотици. Истото треба да го направиме и при излез од пост. Так. Зашто? Затоа што пробиотиците се живи култури кои што го одржуваат нашиот микробиом или здравјето на дигестивниот систем и цревата. Да, добар совет кој што еве не го знаеме сите. Дали при постење или при некаков поинаков начин на исхрана, треба и е дозволено да се земаат или е можеби препорачливо витамини, железо, додатоци кои што му се потребни на организмот, а ќе го осиромашиме со тој режим на исхрана. Па тоа е веќе индивидуално, повторно. Треба ние да направиме еден витаминско-минерален статус или преку крвна слика да се испитаме одредени витамини. Меѓутоа најчесто тоа го препорачуваме кога ќе почувствуваме некој симптом. Например, ако почувствуваме замор, поспаност, тешкотија, а сме во пост, велиме да се испита нивото на железо во крвта. Можеби B12 имаме недостаток. Можеби е сирумското железо паднато, бидејќи пак не внесуваме ние храна која што е богата со железо, односно животинските протеини. Тоа ни е хем форма, ја велиме, која што телото најлесно ни ја абсорбира во и ни ги надополнува нивоата на железо во крвта. Така, еве една генерална насока од вас како нутриционист. Каква исхрана е најдобра, најпрепорачлива за нашето поднебје? За нашето и на светски рамки, и на светски рамки, јас би кажала балансирана медитеранска исхрана. Да, кои намирници еве тука би ги вклучиле? Знаете како, рибата во постот ја споменуваме само и можеби најчесто рибата ја консумираме само додека постиме, затоа што ни е единствен извор на протеини и здрави масти, меѓутоа во медитеранската исхрана велиме дека рибата треба да се консумира 3 пати неделно минимум. После тоа, оние попостни протеини, мисиркиното месо, јајцата треба да се застапени исто така, ферментираните производи, кефир, комбуха, за да ја одржиме на здрава цревната микрофлора, зеленчукот, значи сезонските салати, салатите се нешто што велиме, меѓутоа велиме салата без некој дресинг од мајонез, јајца и така натаму, бидејќи на тој начин внесуваме повеќе калории. Значи, зеленчукот е нешто кое што можеме да го консумираме дури во неограничени количини. И доволна е една порција овошје во текот на денот. Затоа велиме балансиран начин на исхрана. Убаво кажано, колку тоа е изводливо во една урбана средина. Апсолутно изводливо. Да. Дали еве маркетите, пазарите нудат кај нас таква можност да се набават производите, или па можеби и до нас како граѓани можеби е малку оптеретувачки сега додиме да бараме, па да купиме. Вака најлесно ни оди во маркет, наполнија корпата со сите можни опаковки, намирници, шарени и донеси ги дома. Вие вашето гледиште за ова. Оти јас ве следам еве и на вашата социјална мрежа. Така. Готвите многу убави чорби, супи и слично. Нели тоа одзема време? Па не. Не, добро за вас. Сега зависи нели од стилот на живење, колку ние всушност на храната и даваме внимание. Дали доволно и даваме? Не, генерално не. Тоа ми беше фокусот. Не. Иначе, точно така, јас сум љубител на храната, сакам да готвам и преферирам да биде тоа домашно готвена храна. Во мојата кујна многу ретко ќе најдете храна купена, да речеме супа во кесичка, па да ставам инстант да стварам и така натаму. Значи, навистина се трудам максимално и покрај брзиот начин на живење, и покрај онаа трка со немам време, навистина се трудам да колку можам домашно сготвена храна, бидејќи на тој начин јас ги менаџирам состојките и намирниците. Јас знам точно дали сум внела протеини, дали сум внела диететски влакна, дали сум се доволно хидрирала денеска и така натака. Да, секој треба ова да го практикува и да си даде време пред се за себе, оти храната која што ја внесуваме е дел од нас, така? Точно, да, таа што не гради. Ако за тоа немаме време, зашто тогаш? Од друга страна па би им олеснила на сите оние кои што сега не следат дека идеално нема. Сите правиме грешки. Така, но... Затоа што некогаш па и храната велам дека е особено во време на празници, во време на дружби, храната некогаш треба нас и да не радува.
Не секогаш да се држиме по строги правила. И затоа секогаш давам простор на моите клиенти. 80 до 90% да се почитува она што е, а 10 до 20% па и нека биде по-флексибилно. Да се опуштиме на задоволствата, така, на солено, мрсно, Точно. киселко, Затоа па и благо, така. Идеал нема. Да. Сега при крај на овој разговор јас би начнал уште една тема која што можеби во иднина ќе ја разработиме, нели? Вие ќе бидете вклучени како нутриционист во еден центар за дебелина, кој што клиника Жан Митрев го отвори пред известно време, почна да функционира. Еден од можеби единствен во регионот кој што е лиценциран центар за дебелина. Нешто повеќе за вашата улога во тој центар, како ќе партиципирате вие со вашата работа, искуство и знаење? И како можат сите оние кои што се заинтересирани да ве контактираат и да дојдат во центарот за дебелина и какви услуги може да добијат? Значи, центарот за дебелина е неминовно да функционира и екзистира без нутриционист. Кога имаме веќе вишок килограми, покрај хормонскиот баланс, кај што главна улога нели си има ендокринологот, следна личност на која што се обраќаме и нутриционистот, направи план за исхрана од толку и толку калории. Пациентот има тоа и тоа. И, значи, огромна е улогата, едноставно без индивидуален план за исхрана кој што одговара на тој пациент, овој центар за дебелина, јас мислам дека не би можел да екзистира. Да, вие сте значи веќе позиционирана како точка која што сите оние кои што ќе дојдат во центарот за дебелина ќе треба да ве и ќе мора да ве сретнат. И тука веќе овој разговор со овој разговор веќе ве запознаваат и претходно, нели, секако ве знаат и од нашите претходни објави, но еве да еден вид да го промовираме центарот. Што ќе добиеме во центарот за дебелина секој што ќе сака да дојде? Мултидисциплинарен пристап. Со цел? Со цел, значи, намалување на телесната тежина и дури и борба со останатите хронични состојби. Кај некого, например, храната може би внесувањето на вишок калории е од психолошка гледна точка. Па тука би вклучиле во тој пристап психолози, психијатри и така натаму. Може би е веќе нарушено кардиоваскуларното здравје. Па тука докторите кардиолози би имале голема улога. Генетичарите, да не заборавиме да ги спомнеме генетичарите. Исто во нашата клиника постои и услуга нутригенетика. Значи, каде што преку одредени генетски испитувања, јас како нутриционист добивам извештај каков вид исхрана е потребна на таа личност. Дали е тоа со намален процент на масти, дали исхрана со намален процент на јаглени хидрати, едноставно тоа ми е најсоодветна водилка како јас да пристапам и каков план за исхрана да направам. Исто така, нормално, кај популација која што се соочува со преголем обезитет, и физиотерапевтите би играле голема улога, пластичните хирурзи и така натаму. Значи на изминатите години веќе имавме пракса на неколку гојазни пациенти со прекумерна вистини, огромни бројки беа во прашање и со успех завршија како пациенти кои што се дома и со доста драстично намалена телесна тежина и со враќање кон се понормалниот живот што го имале претходно. Меѓутоа тоа е долг процес. Да, долг издржив во кој се вклучени, како што рековте, сите наши специјалисти, доктори, физиотерапевти и вие како нутриционист, секако тука и психолошката поддршка е, семејствата, така? Така, значи затоа велам целокупен мултидисциплинарен пристап. Да, и да каде што храната завзема едно од водечките места. Да, тука ќе го завршиме разговорот, само уште едно прашање ќе ве искористам за кое што мене ме тангира. Кога јас психолошки ќе бидам подготвен да постам? Да. Како да се одлучам? И зошто е тој страв дека можеби нема да издржам? Што значи тоа? Каде е? Јас претпоставам преку моето прашање ќе се пронедат и другите гледачи, наши следачи. Вообичаено храната е нешто на кое што ние каде што ние се чувствуваме некогаш слободни, па и си дозволуваме малку повеќе. И јас мислам дека едноставно се плашиме од ограничување и рамки. И можеби многу често тоа е причината зашто имаме покачени
килограм или Да, покачува или други телесна- параметри, или да. други параметри. Да, за ова ќе ве прашам после подкастот. Нема проблем. Татјана, ви благодарам што овој прекрасен разговор го споделивте со нас сите следачи. Да ги повикаме сите кои што сакаат да ве Така. контактираат. Тука се нашите телефонски броеви, Така. тука е Facebook страницата, YouTube каналот, Instagramот, тука се и вашите лични контакти во клиниката кој сака може да ве исконтактира, така? Да. Значи, да заклучиме, Центарот за дебелина функционира, вие како нутриционист сте на располагање, Така. еве да ги повикаме кој сака и кој има потреба да ве најде во клиниката. Па мислам дека дадовме доволно информации. Прво треба да тргнеме сами од себе да видиме дали се соочуваме само со дебеленост или дебелина од типот на обезитет која што е потребна малце по-специфичен и по-детален третман, или е потребно само да направиме едно нутритивно советување каде што ќе добиеме правилен начин на исхрана кој што ќе можеме дома да си го практикуваме. И меѓутоа тој процес пак ќе речем дека мора да се следи редовно на контроли, да се доаѓа и да имаме една успешна соработка за да имаме резултати. Така, ти благодарам. Од мене, значи, поздрав. Сите прашања кои што ги имате на оваа тема, поставете ги во коментар, ќе ги одговориме на вашите профили или доколку размениме телефони, секако тука е нашата служба од маркетинг и од инфошалтерот, каде што ќе ве контактира. Најавуваме следно издание, темата ќе биде најавена соодветно. Следете ни и понатаму. Поздрав од екипата на клиника Жан Митрев.